Почитувана господја Миријана Лончар-Велкова, председател на Организацијата на потрошувачи, почитуван господин Александар Николов, директор на Асоциацијата Зенит, почитувани представници на програмата ИМЕ, почитуван директор на Земјоделскиот инспекторат Јане Станковски, заменик директор на Агенцијата за хранење и ветеринарство, почитувани присутни. Прво благодарам на поканата за учеството на денешната тркалезна маса, како да се потикне органското производство на храна во Република Македонија. Да искористам можноста да им порачам на органските производители дека имат силен партнер во владата на Република Македонија. Македонија има многу поволни агроеколошки услови за развој на органското земјоделско производство. Потрошувачите пак стануваат се посвесни и поинформирани за разликите и придобивките кои ги носи органското производство наспроти конвенционалното. Токму затоа и се зголемува на светско ниво потрошувачката на органското производство. Имајќи го тоа на ум, треба добро да се запрашаме во која и во каква насока ќе се движиме во иднина во однос на развој на нашето органско производство. И како Министерство, но и како Влада на Република Македонија се заложуваме за поефикасна и поинтензивна поддршка за органското производство. За таа цел, денешната прилика ја користиме и како Влада и како Министерство, заедно со вас, да ги промовираме дел од мерките кои што се во тек и кои што виднина Министерството преку Владата на Република Македонија ќе ги спроведе. А тоа е, во тек е изработка на специјален оглас за доделување на државно земјоделско земјиште, наменето исклучиво за органското производство во државата. Мерка која што ќе се случува за прв пат во Република Македонија. Огласот ќе биде објавен крај на мај, почетокот на јуни. За прв пат во јуни ќе објавиме оглас за доделување на државно земјоделско земјиште за производство на органска сточна храна по претходно мапирани региони во државата. За потекнување поддршката на младите земјоделци. Во месец мај се планира нов оглас за поддршка на младите земјоделци со износ на средства од околу 70 милиони денари, односно околу 1.200.000 евра, кои што оваа година ќе бидат наменети за неповратни грантови од 10.000 евра за младите земјоделци. Но тоа ќе го правиме по нов правилник, во кој што воведуваме и нова политика, каде што дополнителна предност ќе имат младите земјоделци, чие што денос би било токму органското производство. Паралелно инвестираме во хидромелиоративни системи и ова година се предвидени над 11 милиони евра кои што ќе бидат потрошени, а со ребалансот можеби и дополнително обезбедени средства за системи за наводнување кои што на некој начин се поврзани и за поддршка на земјоделското производство. Во насока на подигнување на свеста на потрошувачите на значењето и хранливата вредност на органските производи, во моментов имаме работни средби со Министерството за здравство за започнување на проектот за органско мени во клиниката за детски болести во Скопје како заеднички проект на Министерството за земјоделство и Министерството за здравство. Сето ова е во завршна фаза, а во подосрочна фаза ќе ги офати како пилот проект и дел од градинките во Република Македонија. Започнуваме со мапирање на органските региони, со измени на законската регулатива или легислатива која што ќе следи оваа година. Одредени подречја од Македонија ќе може да се сертифицираат како органски подречја. Со веќе обезбедена поддршка од градоначалникот и општина Прилеп, прв проект на кој што ќе се насочиме е сертификацијата на целиот регион на Маријево. Во иднина ќе имаме брендирани подречја според нивните производни карактеристики. За подобрување на пласманот и подобро представување на странскиот пазар, го зголемуваме износот на техничката поддршка за учество на меѓународни сајми и манифестации. На следната седница на влада во вторник, оваа програма ќе добие 30% поголеми средства. Меѓу големиот број на сајмски представувања предвидени за оваа 2018 година, особено ме радува што владата на Република Македонија ја прифати информацијата и одлуката на меѓународниот саем во Горна Радгоња во Словенија, Агра, каде што Македонија оваа година ќе биде земја партнер. Минатата година беше Кина, оваа 2018 година од 25 до 28 август, ко-партнер и ко-организатор на овој еден од најголемите саеми во регионот Агра во Словенија ќе биде Македонија. Ние одлучивме
на овој саем исклучиво да ги представиме и да ги поддржиме нашите органски производители, зашто го обезбедивме најголемиот штанд токму на овој саем во август. Субвенциите за примарното земјоделско органско производство од 61 милион денари оваа година буџетски се зголемени на 81 милион денари. Поддршката во зависност од органската култура е до 100% повисока од субвенциите наменети за конвенционалното производство. Од 2019 година е предвидено 50% да се приложат докази дека се произведува и дека се продава органско производство токму заради овие субвенции. Дополнително направивме зголемување на субвенциите оваа 2018 година за развојните категории на земјоделски стопанства. Од 20% за растително и 10% за сточарското производство за оние втора категорија кои што се по законот, а од кои што го очекуваме на големиот развој. Тоа ги опфаќа и органските производители, односно тоа значи дека и оваа финансиска поддршка на органските производители ќе расне уште од оваа година. Како што знаете, во финална фаза е подготовка и на регистарот за органски производители во заедничко партнерство со сите кои што се тука присутни, преку кој што ќе се располага со точни податоци за сите производители, сертификација, вид на култури, локација на производство и планирани количини. Со воспоставувањето на овој регистар ќе се елиминираат досегашните манипулации на пазарот, па секој потрошувач ќе знае точно дали производот кој го набавил навистина органски, кој го произведел и каде е произведен. Почитувани, нашата заложба за органското производство не е само декларативна. Активно ги следиме светските трендови, работиме да бидеме во чекор со времето, бидејќи тоа значи вистински развој на Македонија. Во блиска иднина предмет на обсежна анализа ќе биде целокупната состојба на органското производство, а со тоа го најавувам и новиот национален план за органско производство на Република Македонија од 2020 година. Во рамките на овој план ќе влезат сите развојни мерки и реформски активности за зголемување на површините под органско производство и поддршка за отварање на нови преработувачки и извозно ориентирани производни капацитети. На самиот крај сакам да се заблагодарам на Организацијата на потрошувачи на Македонија, Асоциацијата за развојни иницијативи Зенит и на Сдруженијето на агроновинари Медија Плюс, со кој што соработуваме преку проектот Премината на органско, потрошувачите во центарот на земјоделската политика поддржан од Европската унија. Воедно би сакал да им се заблагодарам и на програмата за зголемување на пазарната вработливост, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка за континуираната поддршка која што ја имаме на овој план. Верувам искрено дека заеднички со сите сили ќе ја постигнеме оваа цел, а со тоа ќе добиеме и побогати производители, стабилен пласман и среќни и задоволни поддржувачи. Верувам дека со пораките од денес сите заеднички ќе создадеме еден нов бренд на земјоделско производство, една нова ориентација за која што сите застануваме во државата, а тоа е органското производство. Благодарам.